Со доделување на благодарници и плакети, како и изложба на фотографии, Националната установа Конзерваторски центар Гостивар го одбележа јубилеот 10 години постоење. Прославата во делот на обраќањата и доделувањата поради состојбата со ковид пандемијата се одржа на отворено пред објектот на центарот во присуство на вработените и представници на Министерството за култура. Присутните на почетокот со едноминутно молчење им одадоа почит на сите жртви од COVID-19. Конзерваторскиот центар една деценија ја води грижата за заштита и зачувување на културно-историското наследство на Гостиварскиот регион. Ju drejtojmë sot të gjithë juve në shënimin e këtij përvjetori të 10 jubilartë. Мисијата што ни е доделена како установа е света, со оглед дека примарна цел ни е да го зачуваме културното и историското наследство. Зборуваме за објектите како Беговата куќа, Саат кулата, куќите на Чако и Канчески, старите џамии и цркви, старата селска архитектура, недопрените археолошки локалитети на многу локации во околината. За овие 10 години завршивме многу работа, реализиравме бројни проекти и сето тоа немаше да биде можно без посветената работа на вработените, моите колеги, кон кои изразувам благодарност. Пред присутните се обрати и заменик министерот за култура Седат Сулеймани. Kam nderin dhe kënaqësinë që sot jam këtu në mes jush që të festojmë bashkarisht 10 vjetorin. Чест и задоволство ми е што сум денес со вас да ја одбележиме 10 годишнината од формирањето на Конзерваторскиот центар во Гостивар. Честитам за досегашната макотрпна работа во изнаоѓање на археолошките наоѓалишта, реставрација и санација на културните и верски објекти. Тоа бара многу работа и посветеност, и вие тоа сте го направиле безпрекорно. Многу е важно на идните генерации да им покажеме факти и делови од минатото. Ви посакувам успех и понатаму, а Министерството за култура секогаш ќе ги поддржува вашите проекти. На почетоците и првите проекти на Конзерваторскиот центар потсети еден од поранешните директори Аднан Фейзулаи. Тој нагласи дека предизвиците се исполнувале еден по еден, благодарение пред се на тимската работа во колективот, кој функционира како едно семејство. На досегашните директори на установата им беа доделени плакети, додека на медиумите и новинарите благодарници. За добрата соработка и поддршката благодарница доби и телевизија Кис Именада. Одбележувањето на јубилеот се заокружи со изложба на фотографии од сработените проекти на Конзерваторскиот центар.